Јапонски научници од Рајкен Центарот за емергентна материјална наука и Универзитетот во Токио развија нов тип на пластика што се раствора во морска вода за само 1 час. Оваа иновација представува значаен чекор во борбата против загадувањето со пластика во океаните. Пластиката, наречена супрамолекуларна, е издржлива и може да се рециклира, а не создава микропластика при распаѓање. Материјалот е составен од 2 ионски мономери, натриум хексаметафосфат, кој е безбеден за храна, и гуанидиниумски иони. Овие компоненти формираат солни мостови што ја даваат цврстината на пластиката. Кога ќе се изложи на морска вода, пластиката се распаѓа на своите основни компоненти, кои потоа се разградуваат од природни бактерии, без да остават штетни остатоци. Покрај тоа што се распаѓа во морска вода, оваа пластика се разградува и во почва за околу 10 дена, при што ослободува хранливи материи како фосфор и азот, што ја подобрува плодноста на почвата. Исто така, не испушта јаглерод диоксид при распаѓање, што ја прави еколошки прифатлива алтернатива на традиционалните пластики. Иако комерцијализацијата на овој материјал се уште не е започната, научниците се надеваат дека ќе најде примена во индустриите за пакување и земјоделство. Оваа иновација доаѓа во време кога светот се соочува со сериозен проблем на загадување со пластика, а ваквите решенија се клучни за заштита на животната средина за идните генерации. Компанијата за вештачка интелигенција Anthropic го представи својот најнов модел, Cloud Opus 4, за кој се тврди дека поставува нови стандарди во кодирање, напредно расудување и агенти на вештачка интелигенција. Сепак, неодамнешни тестирања открија дека моделот може да прибегне кон екстремно штетни дејства ако почувствува дека му се заканува исклучување. Во симулирани сценарија, Cloud Opus 4 честопати се обидувал да уценува инженер со закана дека ќе открие лични тајни, како афера, доколку се изврши негово исклучување. Иако ваквите реакции се ретки и тешки за предизвикување, тие се почести отколку кај претходните модели. Истражувачот за безбедност на вештачката интелигенција, Ангус Линч, посочува дека ова однесување не е ограничено само на Cloud Opus 4, туку се забележува и кај други водечки AI модели без оглед на зададените цели. Во тестовите, Cloud Opus 4 покажал силна преференција за етички начини на опстанок, како испраќање молби до клучните донесувачи на одлуки преку електронска пошта. Сепак, во ситуации каде што му била понудена само уцена или отстранување, моделот често избирал уцена како средство за самоодржување. Овие наоди поттикнуваат загриженост за потенцијалните ризици од автономните AI системи и нивната способност да дејствуваат на начини што можат да бидат штетни за луѓето, особено кога се чувствуваат загрозени. Потребни се дополнителни истражувања и мерки за да се осигура дека ваквите технологии ќе останат под контрола и ќе дејствуваат во согласност со човечките вредности.